Добро би било политичката криза што побрзо да заврши со цел стопанството да ги оствари предвидените резултати, изјави денеска вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски. Ставревски очекува дека политичката криза не е добра за стопанството на кое му треба стабилност и известност. Очекувам дека резултатите на стопанството за сега нема да бидат влошени, меѓутоа се зависи од тоа дали брзо ќе се дојде до одговор на политичката криза. Добро би било таа што побрзо да се затвори со цел стопанството да ги оствари предвидените резултати, нагласи вице-премиерот Ставревски. А Ставревски на денешната конференција за внатрешна финансиска контрола посочи дека Македонија има направено значителен напредок во внатрешната финансиска контрола, но предстои период на поконкретна имплементација со цел Македонија да го достигне нивото на државите од регионот кои се членки на Европската унија. Владата и Министерството за економија остануваат на одлуката за одложување на целосната либерализација на пазарот на електрична енергија во Македонија, потврди министерот за економија Беким Незири. Не сме во опција да има апсолутна либерализација на пазарот на електрична енергија во Македонија, бидејќи тоа би довело до зголемување на цената на струјата за домаќинствата. Сведоци сме дека и сегашната цена на струјата е висока за граѓаните и затоа остануваме на роковите за одлагање на либерализацијата на пазарот на електрична енергија од 18 месеци. Веќе е формиран тим во Министерството за економија и во континуитет правиме анализи какви се ефектите од пролонгирањето и во моментов веруваме дека одлуката што ја донесовме ја поддржуваат и граѓаните, рече Незири, кој што посочи дека веќе е одговорено на писмото од Европската заедница со кое се бара во рок од 2 месеци да продолжи либерализацијата на пазарот на електрична енергија во земјава. Според Незири, Македонија во моментов има најлиберален пазар на електрична енергија во регионот. Опозицијската СДСМ тврди дека на Македонија и се заканува исклучување од Европската енергетска заедница, од каде според сеопштението на партијата на државата и оставили уште 2 месеца за исполнување на обврската за целосна либерализација. Собранието на Република Македонија денеска ги донесе измените на Законот за работни односи со кои се продолжува породилното отсуство за мајките кои ќе родат 2, 3 или повеќе деца одеднаш. Измените беа донесени без ниту еден против или воздржан глас, а предвидуваат наместо 12 месеци породилното отсуство да трае 15 месеци за мајките кои ќе родат 2, 3 или повеќе деца одеднаш. Поддршка од пратениците без ниту еден против или воздржан глас добија и измените и дополнувањата на Законот за архивски материјал кој овозможува значително поедноставување на канцелариското работење и растоварување од обврските на приватниот сектор. Председателот на Република Српска Милорад Додик денеска најави дека овој ентитет по нападот во Зворник, кога еден полицаец беше убиен на 20 ранети, ќе развие нова стратегија на безбедносните структури. Тоа, како што кажа, значи дека Република Српска ќе соработува со органите за безбедност во Федерацијата Босна и Херцеговина, Хрватска и Србија, бидејќи борбата против тероризмот не може да биде изолирана. Полицискиот час што е воведен во Балтимор за да се воспостави ред на неговите улици по одводневните улични немири, главно се почитува, пренесоа медиумите став на локалната полиција. Минатата ноќ во градот се одржале мирни протести до моментот кога група од 100 насилници се обиделе одново да предизвикаат насилство и да го нарушат полицискиот час што почнува во 22 часот, но биле пресретнати од бројни полициски сили, па по кратка пресметка бил воспоставен ред на улиците. Полицискиот час бил испочитуван. Насилствата во Балтимор избувнаа во понеделникот во знак на протест поради недокрај разјаснената смрт на младиот афроамериканец Фреди Греј, кој почина на 19 април во полициски затвор. Заедницата ја обвини полицијата за насилство, тврдејќи дека Греј починал како последица на претепување. Градоначалникот на Балтимор за насилството обвини странски лица дојдени од други места, а гувернерот на сојузната држава Мериленд прогласи вонредна состојба што полицијата го искористи за да воведе полициски час, што почнува од 22 и трае до 5 часот наутро. Германската канцеларка Ангела Меркел најави дека ќе соработува со истражителите во случајот во кој германската контраразузнавачка агенција БНД им помагала на агентите на Американската национална безбедносна агенција НСА. Германските медиуми објавуваат дека БНД дозволила американците да ја користат германската мониторинг станица во Јужна Баварија и високотиражниот Билд и влијателниот Der Spiegel тврдат дека целта на шпионирањето биле француските власти и европските компании во областа на безбедноста. Билд тврди дека има документ кој докажува дека за операцијата била информирана канцеларката Меркел уште во 2008 година.